Денеска ќе продолжиме со првата глава на Ефесијаните, после голема пауза и разгледување на други теми. И ако што може да се сетите, претходниот пат го видовме 5-тиот стих од првата глава, каде што е опишана или зборувавме, разговаравме за Божјата волја. Денес ќе го разгледаме 6-тиот стих од истата глава и чисто да го прочитам стихот. Стихот вели: за да биде фалена славата на неговата благодат, која ни ја дарува во возлюбениот. И денес ќе се фокусираме само на овој стих. Ќе се нурнеме да видиме што ни кажува овој стих и што може да се поучиме. Чисто да се подсетиме, книгата на Ефесијаните е писмо кое е напишано од апостол Павле до црквата во Ефес во први век. И тука апостол Павле ни опишува колку големи благослови имаат христијаните во Христос. Какви масивни богатства им се дадени во Христос. И како што видовме во претходните проповеди на првата глава, во 3-тиот, во 4-тиот, во 5-тиот стих, ние сме избрани уште пред создавањето на светот да бидеме негови. Светост и непорочност ни е дадено, или ни се дадени, тоест Христовата светост и Христовата непорочност ни се дадени. Сме предопределени, и тоа за посинување, кој е воедно и најголемиот благослов. Најврвниот благослов е да станеме и да бидеме Божји синови и ќерки, да бидеме дел од Божјата фамилија. И кога ќе видиме првата глава, посебно првите 14 стихови, можеме да видиме дека сите овие благослови или дејства што ни се дадени или благодати што ни се дадени, се активности или дејства на личностите од Светото Тројство. И ако сте отвориле на првата глава, можете да видите дека од стихови 3 до 6 стих ги имаме благословите на таткото. Значи фокусот е таткото во овие први стихови. После од 7 до 12 стих фокусот е синот и благословите што ги имаме во синот. И после во 13 и 14 стих фокусот е духот и благословите што ги имаме во духот или преку духот. И интересната работа е што секоја од овие три секции завршува со една иста фраза. Поради благословите на таткото, во 6 стих, тоа е стихот денес, кој го разгледуваме, пишува или завршува оваа секција да биде фалена славата на неговата благодат. После, во 12 стих, после или поради благословите на дух на синот, имаме истото, за пофалба на неговата слава. И во 14 стих имаме истата фраза за духот, за пофалба на неговата слава. И денес ќе разговараме за најважната работа, за најклучната вистина, за најграндиозната вистина. Тоа зашто се беше создадено, тоа зашто се постои сега и тоа зашто се ќе постои во иднина. Денес ќе разговараме за тоа зошто универзумот постои, ангелите, земјата, човекот, животните и се во него. Тоа зошто црквата постои, воедно зошто се постои. Тоа е највисоката причина, цел, апекс или кулминација на се видливо и невидливо. И тоа е Божјата слава. И тоа ќе ни биде темата на денешната проповед. И каква навистина тема е да се разговара за Божјата слава. Нема ништо поголемо, повредно, пограндиозно, посуперлативно, поултимативно од Божјата
слава. Се постои од Бог. Тој е изворот, фонтаната, вулканот, сонцето, суперновата на се. Он е креаторот и архитектот на целиот универзум и се во него. Се преку него постои, тој држи, чува и одржува се во постоење. Сите преку него живеат, добиваат здив и имаат своето битие. Бог одржува се преку моќта на неговата сила. И се постои за него. Тој поседува се и него му служи. Дали волно или неволно, Бог се движи според планот на својата волја до крајната цел и кулминацијата која е Божјата слава. Во Римјаните 11 глава 36 стих пишува: зашто се е од него, преку него и за него нему слава во векови. Тоа што е добро и треба да го направиме е да дефинираме што е Божјата слава. Стихот ни вели да биде фалена неговата слава. Но што пак е Божјата слава? Често го слушаме тој термин, таа фраза во молитви, во евангелизации, во проповеди. Но треба да го дефинираме терминот. Што е Божјата слава? За што се работи? И ќе посветиме некој период тоа да го направиме и ќе разгледаме неколку пасоси или стихови да видиме што е Божјата слава. Во 2 Мојсеева 33 глава или излез и во 34 глава имаме ситуација на разговор меѓу Мојсија и Бог. И Мојсија го моли Бог и вика: покажи ми ја твојата слава. И Бог се смилува и му вика во 19 стих: ќе дозволам пред тебе да помине целата моја добрина. И пред тебе ќе го изустам или ќе го прокламирам своето име Господ. Ќе бидам милослив, кому сакам да бидам милослив, и ќе му се смилувам, кому сакам да се смилувам. И во 34 глава, од 5 до 7 стих, ја имаме сцената каде што Бог се појавува и неговата слава и што се случува. Ајде да видиме. Господ слезе во облак и застана пред Мојсија и го изјави името Јахве Господ. Господ помина пред Мојсија и се јави Јахве Господ. Бог дарежлив и милослив, долготрпелив на гнев, многу милослив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштава опакос, греф и престап, но не остава неказнет виновник. Што може да видиме од овие две пасоси? Може да видиме дека Божјата слава, нели Мојсија се моли, покажи ми ја твојата слава, Бог се појавува и прокламира нешто. И тоа што го прокламира е неговите атрибути, неговите карактеристики, неговите својства, дека тој е добар, дека е милослив, дека е свет и вистински и така натака. Можеме да видиме дека Божјата слава е идентификувана или има еквивалентност со неговите атрибути, карактеристики и особини. Во Исаја, тој е друг пасос, во 6 глава од 2 до 3 стих, кога Исаја го гледа Господ во својот храм како седи на својот престол, пишува во 2 и 3 стих вака: над него стоја серафимите и секој имаше по 6 крилја. Со 2 крилја го засолнуваа лицето, со 2 крилја нозете и со 2 крилја летаа. И си викаа постојано еден на друг: свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. И тоа што го очекуваме у 3 стих е да го кажат, нели, после ова репетиција на свет, свет, свет е Господ,
е дека целата земја е полна со неговата светост. Така? Но не го кажува тоа, го вика целата земја е полна со неговата слава. Тоа го гледаме истото, значи има идентификација или преклопување или еквивалентност на Божјата слава со неговата светост. Во Псалм 33 глава, од 4 до 5 стих го имаме истото. Слична фраза се користи. Пишува зашто Господовото слово е право, сите негови дела се вистина. Тој ги љуби и правдата и правосудството, полна е земјата со Господовата милост. Очекуваме во 5 стих да каже полна е земјата со неговата правда и правосудство, бидејќи Бог ги љуби правдата и правосудството, но пишува милост. И гледаме преклопување на Божите атрибути во овој стих. Кога апостол Павле паѓа на колена и се моли за верниците во Ефес, во 3 глава, од 18 и 19 стих, пишува вака: за да може да сватите со сите свети што е ширината, должината, височината, длабочината, да познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, за да се исполните со целата Божја полнота. Христовата љубов овде исто гледаме дека е еквивалентна или идентификувана со Божјата полнота, а Божјата полнота е неговата слава. И до овие неколку пасоси може да заклучиме дека Божјата слава е сумацијата на Божите атрибути или својства или карактеристики. Божјата слава е збирот на неговите бескрајни совршенства. Таа е исто така индикативна за неговото име и неговото масовно, грандиозно и суперлативно битие. Божјата слава е исто така индикативна за неговата големина, тежина, масивност, величественост и раскош. Можеме исто така да кажеме дека Божјата слава е индикативна за неговата вредност, на неговата безгранична вредност. Тој е подрагоцен и повреден од што било привремено, земно или краткотрајно. Исто така, Божјата слава е индикативна за неговата убавина. Божите совршенства се во таква пропорција, симетрија и складност, што не можат а да не генерираат неопислива убавина, кога барем некој аспект ќе се види од нив. Секој од Божите совршенства или атрибути е славен. Секој од нив, кој да го земеме, мокноста на Бог, неговата сувереност, светоста на Бог, неговата сеприсутност, сезнаењето, секој е славен. Неверојатно славен, неописливо славен. Но кога ќе ги земеме сите овие совршенства и ќе ги собереме во една целина, во една сумација, во еден збир, и кога тие ќе се преклопат во неверојатна симетрија, тоа е на вистина вистинската убавина. Тоа е на вистина совршената убавина. И може да издвоиме две категории или две дистинкции на Божјата слава. Има внатрешна или приватна Божја слава и надворешна или јавна. Внатрешната Божја слава е славата на внатре во Божјото битие за во светото тројство. И таа внатрешна Божја слава, кога излегува надвор, кога се манифестира
или демонстрира се нарекува надворешна или јавна Божја слава. И таа се манифестира и се појавува во креацијата на универзумот и се во него, во одржувањето на сите работи, во спасението, исто така, и во кулминацијата и климаксот на сите работи на крајот на светот. И може да видиме по-конкретно дека секој од личностите на Светото Тројство е славен. Во Ефесјаните 1 глава, 17 стих, таткото е наречен татко на славата. Кога Господ Исус се моли во Јован 17 глава, 5 стих, пишува: сега татко, прослави ме ти во самиот себе, славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Во 1 глава 14 стих го имаме истото, дека Словото кое Исус стана тело и се настани меѓу нас и ние видовме неговата слава, славата што има единствениот од таткото, полн со благодат и вистина. И во Матеј 25 глава 31 стих, кога човечкиот син ќе дојде да му суди на светот, тој ќе дојде во својата величествена слава. Значи го имаме таткото кој е славен, синот кој е енормно славен, исто така и духот е славен. Во 1 Петрова 4 глава 14 стих Петар пишува: блажени сте ако сте навредени за Христовото име, зашто тогаш духот на славата почива врз вас. И не може да се додаде или да се одземе на Божјата слава. Таа е бескрајна, таа е вечна, таа е безгранична. Бог својата есенционална слава нема да ја даде ниту па на никој друг. Во Исаја 42 стих, 42 глава 8 стих пишува: јас, Господ ми е име, нема да му ја дадам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Че оваа внатрешна, грандиозна слава на Светото Тројство, на секој од личностите во Светото Тројство, Бог одлучува да ја пројави и ја покаже надвор. Таа е толку полна, толку масивна, толку силна, што не може да не излезе надвор. Бог ја пројавува својата слава и манифестира преку своите совршенства, преку своите атрибути. Кога сеајат атрибутите, сеае и Божјата слава. Мартин Лојд Џонс кажал: сите дела на Бог ја манифестираат неговата слава. И сега за оваа надворешна или јавна слава, ние сме повеќе запознаени. Така, го гледаме Бог и неговата супериорност, неговата моќ во се што е создадено. Бог ја покажува својата слава во креацијата на универзумот. Римјаните 1 глава и Псалм 19 глава тоа јасно ни го покажуваат, дека креацијата, се што е создадено, не може а да не го слави Бог. Се во овој свет сведочи дека Бог е неверојатен, дека тој е комплексен, дека тој е моќен, дека тој е силен, дека тој е вечен. Каде и да погледнеме во овој свет, каде и да ги свртиме нашите очи, гледаме слава. Звездите сведочат дека Бог е славен, сонцето, месечината, планините, облаците, ветрот, дрвата, животните, растенијата, мравките, каде и да се погледнеме, сведочи и извикува дека Бог е славен. Кога ќе го видиме човекот посебно и неговата комплексност, телото и душата, комплексноста на телото, на мозокот, на окото, на внатрешните органи и на сите системи што работат
безпрекорно. Јасно покажува дека овој што го создал е страотно комплексен, неописливо моќен и славен. Што пак да кажеме за комплексноста на атомот и на најмалите честици во него, кои уште не се знае детали за нив. Што пак да кажеме за најголемите ентитети во космосот, како галаксиите, црните дупки и квазарите. Бог ја покажува својата неверојатна слава, својата мок, својата убавина во креацијата што ја направил. Но многу повеќе, Бог покажува врвна слава во спасението. Во Ефесијаните 3 глава, 8 стих, Павле вика на мене, најмалиот од сите светии, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите неистражливото Христово богатство. Што е ова што Павле навестувал? Кој е ова неистражливо Христово богатство? И можеме да го видиме одговорот, или од самиот контекст на Ефесијаните 3 и исто од Колосјаните, која е паралелна книга на Ефесијаните, и пишува во 1 глава, 26 и 27 стих, Павле, тајната која беше сокриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на неговите свети, на кој Бог сакаше да им јави колку е богата славата на оваа тајна меѓу народите, а која е таа богата слава? Христос во вас, надеж на славата. Христовата слава е ова неистражливо богатство. Тој дојде и манифестираше врвна и иронна слава. Манифестираше слава во својата личност, во својата совршеност, безгрешност, во своите дела, во катаклизмичките чуда што ги правеше, во крстот, во своите маки, во неговата смрт и во неговото воскресение. Божјата слава се манифестираше во Христос, во Евангелието, во спасението, максимално ниво. Еден ден Бог ќе манифестира својата слава на крајот, во големите маки што ќе дојдат на овој свет и со страшниот суд што секој човек го чека. Светот нема да продолжи да го остава Бог. Бог нема да дозволи да биде понижен и неговата слава изгазена. Тој ќе дојде и ќе се прослави во казната и судот на овој свет. Сега денес можеме да видиме исто така Божја слава. Посебно кога ќе ги видиш сите благослови што ги имаш. Се што имаш, сите благослови што ги имаш, ти сведочат дека Бог е славен. Твоите раце, твоите нозе, твоите очи, твојот ум, твоето тело, твоето време, твоите пари, храна, облека. Се во твојот живот сведочи дека Бог е славен. Се сведочи, се вика, се демонстрира за Бог. Дека Он е неверојатен, дека Он е славен, дека Он е убав, дека Он е драгоцен, дека Он е вреден. Се што имаме, сите наши благослови, извикува и се дере дека Бог е неверојатен и дека Он е славен. Дали го слушаш нивниот глас? Дали гледаш каде сите овие благослови покажуваат и те водат и те насочуваат? Каков ефект имаат сите благослови што ги имаш на твојот живот? Дали се уклучуваш на нивното сведоштво? Се вклучуваш во овој хор кој пее и го слави и го издигнува Бог? Или не? Дали се уклучуваш во нивното сведоштво?
или пак ја засенуваш и ја страмиш Божјата слава со твојот грев. Ја газиш Божјата слава и ја фрлаш во калта со твојот грев, со твојата опакост. Сите благослови што ги имаме, имаат тенденција и ефект да не вклучат и ние да го славиме Бог. И ние да го издигнеме Него. Друга работа од стихот пишува за да биде фалена славата на Неговата благодат. Значи овде имаме славна благодат која е манифестирана, која е демонстрирана и имаме цел. Имаме цел и слава на благодат. Сите овие масивни благослови што ни се дадени како изборот, како светоста и непорочноста во Христос, како пред определувањето и кулминацијата да бидеме посинети, да бидеме Божи деца, се дадени со една цел, а таа е да се фали Неговата слава, да се фали Бог. И сите овие масивни благослови се резултат на манифестација на Божјата благодат. И благодата, како еден од Божите атрибути, или да бидеме поконкретни, Божјата добрина, кој е еден од Божите атрибути, се манифестира на грешници, на бунтовници како благодат. Бог е толку многу добар и полн со милост, што манифестира благодат на грешници, на виновници, на бунтовници. И Бог ја манифестира својата слава преку благодата. Бог не е само суверен, не е само праведен, не е само свет, не е само моќен, не е само сеприсутен, туку тој е добар и полн со благодат. И оваа благодат е толку богата, е толку масивна, е толку тешка, што е наречена во 2 Ефесјаните, 7 глава, како немерливите богатства на Неговата милост. Безграничните богатства. Нема дно на овие богатства. Нема дно на Божјата милост. Во Ефесјаните 3 глава, 8 стих, благодата е наречена неистражливите богатства на Христос. Значи, немерливите богатства и неистражливите богатства. Неговата благодат е толку голема, што нема грев, што не може да го покрие. Неговата крв е толку драгоцена, што нема опакост, што не може да го измие. Секој грев може да го покрие, да го измие, да го очисти. И оваа благодат, која е Христос самиот, дојде и умре на крстот. Дојде се понизи да манифестира Божјата благодат. Чарлс Спроџен кажал, отворен цитат, погледнете како благодата му дава на човекот безброј благослови и безценети по вредност, разфрлајки го по неговиот пат како да се само камења, додека секој од нив е толку скапоцен, што самиот рај може да каже колку е неговата вредност. Затворен цитат. Значи, Бог се манифестира, ја манифестира својата слава преку благодата. Преку благодата ги имаме ние сите овие масивни благослови, што ги видовме во 3, 4 и 5 стих. Но сега што сакаме да прашаме е зошто Бог има за цел да биде пофален. На Бог не му треба фалби, не посебно од мртовци како нас, не посебно од грешници како нас. Тој е суперлативно славен и вечен.
Зошто пак има Бог за цел да биде пофален? И едноставниот одговор, кој ќе го разработиме, нема ништо поголемо и повредно. Тоа е единствениот логичен одговор. Пофалбата е израз на гледање на нешто добро. Или кога вкусуваме нешто добро, или слушаме нешто добро, природно генерира воскит и фалба. Например, кога гледаме некој неверојатен водопад, или зајди сонце, или некоја природна убавина, или некоја планина, или пак некоја звезда, тоа природно продуцира кај нас воскит, пофалба и вау ефект. Кога дегустираме, например, некоја добра храна, или слушаме некоја добра музика, тоа природно продуцира воскит, благодарност и фалба. И сега пројавувањето на нешто добро, на нешто вредно, на нешто убаво, и нашето гледање на тоа убаво, барем некој аспект од тоа, продуцира воскит, благодарност и фалба. А што пак би продуцирало најврвното добро, најголемото добро, најдрагоценото, најславното, најубавото? Логички треба да продуцира максимален и врвен воскит, благодарност и фалба. Во Светото Тројство, кога таткото го гледа синот, не може а да не го фали. Во него гледа најдобро, највредно, најубаво и најславно. Кога синот го гледа таткото, не може а да не го фали. Во него го гледа најдоброто, највредното, најубавото, најдрагоценото, најславното. Кога Духот го гледа таткото и синот, не може а да не ги фали. Во нив гледа најдобро, највредно, најубаво, најдрагоцено. Значи имаме во Светото Тројство совршени битија кои гледаат совршеност едни меѓу други и природно се фалат. И затоа Бог се стреми во издигнувањето на своето име и својата слава, зашто нема ништо поголемо, повредно, поубаво, подрагоцено и пославно. Нема ништо еквивалентно на него. Нема ништо поубаво. Нема ништо пославно. И сега ова внатрешно интерна слава, меѓусебно кога се дава на светото, на личностите од Светото Тројство, која е енормна, која е неописливо голема, не може ни да се опише. Излегува надвор и се манифестира. И човекот преку благодата го зима да се вклучи исто во ова меѓусебно славење на личностите од Светото Тројство. За да човекот види исто така колку е славен, величествен и убав Бог. И да се вклучи исто така во тоа. И тоа за човекот е најдоброто, и најголемото, и највредното. И благодата која го прави ова, која е најголемото добро за човекот, му го отвара патот, ги отвара портите, за да човекот влезе во ова интернен рај и да почне и он да го слави Бог. И оваа благодат е славна, бидејќи направи пат во целосна безнадежност. Ситуацијата на човекот беше безнадежна. Тој беше мртов во грев, заслепен, со потемен ум, роб на гревот, дете на ѓаволот, под Божиот гнев. Висеше над провалијата на пеколот. Ситуацијата на човекот беше мизерна, безнадежна. Човекот беше безпомошен питач. Сепак заљубен во себе.
со себе фокус и себе преокупација. Пасторот Джеймс Смит за ова нарцисоидност пишал вака: изгубениот човек, како животно оди без размислување, го губи своето време во празнини, го троши своето време во безделнечење и глупост, ги занемарува Божите барања, ги презира неговите покани, му го врти грбот. Тој живее сам на себе, живее сам за себе, правејќи се себе целта на своето постоење. Човекот беше со злобно срце, отворен гроб, помрачен ум, покриен со мноштво на гревови, без никаква праведност, без никакви добри дела. И кога ѓаволот мислеше дека го има целиот свет во своите канџи, кога ѓаволот мислеше дека се е негово, сите луѓе него го слават и живеат за него, тогаш благодата дојде и победи. И отвори пат во оваа џунгла непроодна. Отвори пат и го реши овој маглив лавиринт од кој нема излез. Дојде и отвори пат до рајот. Исус дојде и умре преку благодата. И затоа оваа благодат е славна. И затоа Павле вика нека сите станат и му дадат слава на Бог заради славната негова благодат. Понатака стихот вели да биде фалена славата на неговата благодат, која ни ја дарува во возлюбениот. Овде возлюбениот е единствениот возлюбен на таткото, а тој е синот. Че оваа благодат ни е дадена во Христос. Во Христос ги имаме сите овие духовни благослови. Во Христос сме избрани, во Христос имаме светост и непорочност пред Бог. Во Христос сме предопределени за посинување. Во Христос сме Божји деца, дел од Божјата фамилија. Во Христос ги имаме сите благослови. Апостол Павле во Римјаните 6 глава од 3 до 5 стих, зборувајќи за нашето соединување со Христос, пишува: зар нели знаете дека сите ние кои сме крстени, избори за духовно крштевање, крштевање од Светиот Дух во Христос, сме крстени во неговата смрт. Преку крштевањето во неговата смрт бевме погребани, умревме на нашиот минат живот. Та сега кога Христос воскресне и ние да воскреснеме и дојдеме во нов живот. И 5 стих, така соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и воскресението исто така слично на неговото. Без Христос нема благодат, без Христос нема благослови, нема светост, нема посинување, нема ништо. Без Христос нема ниеден благослов. Кога го имаме Христос, имаме се. Кога го немаме Него, немаме ништо. Кога го имаме Христос како наш Господар и Спасител, како наш Бог, ги имаме овие благослови. Но ако го немаме Христос како наш Господар и Спасител, немаме ништо. И сите овие благослови ни се дадени по благодат, како бесплатен подарок. Воопшто тие не беа заслужени, ниту па може да се заслужат. Тие се бескрено вредни, ниту па може некако да се заработат. Сите овие благослови ни се дадени како бесплатен подарок од крвавите раце на Исус. И како заклучок може да кажеме, да сумираме, видовме дека Божјата слава е сумација или збир на сите негови бескрајни совршенства. Таа Божја слава се манифестира преку благодата. Преку благодата ги имаме сите благослови во Христос. И затоа оваа благодат е славна, бидејќи го спасува човекот од безнадежна, мизерна и безпомошна ситуација. И сите благослови и се дадени по возлюбениот, во Христос. Без Него нема ништо.
И сега во примена сакам да прашам 3 прашања поврзани со оваа тема. Првото прашање е зошто постоиш? Зошто живееш? Која е целта на твоето постоење? Која е целта на твојот живот? Какво значение има твојот живот? Зошто јадеш? Зошто пиеш? Зошто се облекуваш? Зошто работиш? Зошто си дојден тука? Зошто постоиш? Знај дека си направен за ова, си создаден за ова. Нема ништо поголемо од ова. Си создаден и постоиш да го славиш Бог. Си создаден за Неговата слава. И тука само тука ќе го најдеш твојот живот. Тука ќе го најдеш причината за твоето постоење. Тука ќе го најдеш значението за твојот живот. И никаде на друго место. Си создаден за Божјата слава. Второто прашање е дали живееш за Божјата слава. Или живееш за твојата слава. И Бог е само тука тебе да ти помогне. Црквата е само тука тебе да ти помогне. Библијата е само тука тебе да ти помогне, да те издигне, да те потапша по рамо. Бог е тука Аладин, кој ќе ги исполнува твоите желби. И ќе ја издига твојата слава. Дали живееш за твојата слава или живееш за Божјата слава? Дали сакаш да направиш име на земјата тука за тебе? Или сакаш да го прославиш Божјото име и ти да се изгубиш? Ти да останеш во сенките? Сакаш да си популарен или сакаш Бог да го направиш популарен? Во Битие 12 глава, 2 стих, Бог му вика на Аврам: ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ево го клучната фраза, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Бог му вика: јас ќе го прославам твоето име, ти остај. Ти не се стреми околу тоа. Твојот фокус нека биде мојата слава. Живеј за мене. И ако е мојата волја ти да бидеш прославен, јас ќе го направам тоа. Но тебе тоа не треба да ти биде фокус. Тебе тоа не треба да ти биде цел. И плюс, ако се стремиш да се прославиш сами од себе, си во голема опасност. Бидејќи влегуваш во надпревар со Бог. А Бог нема да даде својата слава на никој. Или ќе ја издигнеме Неговата слава, или ќе бидеме фрлени у пекот и пак ја издигаме Неговата слава. Нема каде да се излезе. Бог ќе биде прославен. Дали волно или неволно. Значи, ако се стремиш сами од себе да се прославиш, си во голема опасност. Види ги, например, примерите што ги имаме во Библијата. Како Навуходоносор. Голем цар, голем император, врвно интелигентен, создава масивна империја Вавилон, со огромен број на палати, на дворци, на градини, огромна војска, сурова војска, целиот свет се во трепет бил од него, бориме тогашниот свет. И Навуходоносор кажува: видите што сум направил. Види ја мојата империја, види ги моите царства, види ги моите градини и богатства и војски. Јас сум тој. И што се случува? Бог му вика: не. Ајде сега ќе ти дадам ум на животно и 7 години ќе пасеш трева како крава, ќе те исмејават луѓето
додека не препознаеш кого треба да славиш. И тоа се случува. Навуходоносор после 7 години му се враќа умот од тоа лудило, доаѓа на свест и што прави? Нема никој вика како Бог. Тој е единствениот и тој прави како што сака на небото и на земјата. Истото го имаме и го видовме во Ирод, во 12 глава од Дела. Што се случи со Ирод? Дава неверојатна орација, неверојатен говор, луѓето почнува да го слават, па тоа е гласот на Бог. И што прави Ирод? Приграбува славата за себе. Ми годи многу убаво да сум Бог. Ми годи многу убаво луѓето да ме слават. И у истиот момент и убиен, и спосечен, и црви ги јадат неговите внатрешни органи. Значи нема играчка. Остави, не се стреми да приграбиш слава за себе. Одај му е славата на Бог. Има една пуританска молитва, се вика Господар на сите битија, и таа гласи вака, отворен цитат. Има нешто што ја заслужува мојата најголема грижа, што ги потикнува моите желби, односно да одговорам на мојата цел, за која што сум направен. Да те прославам тебе, зашто ми даде да постојам и да направам се што можам за моите ближни. Навистина животот не вреди да се има, ако не се искористи за оваа благородна цел. Сепак, Господи, колку малку е оваа мисла во човештвото. Се чини дека повеќето луѓе живеат за себе, без многу и никакво внимание за Твојата слава или за доброто на другите. Тие искрено посакуваат и со нетрпение го следат богатството, почестите, задоволствата на овој живот. Предпоставувајќи си дека богатствата, величината и веселбата би можеле да ги усреќат нивните бесмртни души. Но за жал, какви се овие лажни заблуди и соништа? Колку долго ќе бидат овие мизерни имагинации во нив? Зашто целта на нашата среќа се состои во тоа што те љубиме и да се биде свет како што ти си свет. Немој да паднам во гревови и суети, сензуалност и глупост на овој сегашен свет. Тоа е место на неискажлива тага, огромна празна ништозност. Времето е момент, пареа и сите негови уживања се празни мирчиња. Минливи движења на ветер, од кои не може да се изведе ништо задоволително. Дај ми благодат секогаш да држам завет со тебе и да отфрлам како заблуда едно големо име овде на земјата и понатаму, заедно со сите грешни задоволства и профити. Помогни ми да знам постојано дека не може да се има вистинска среќа, да се исполнува Твојата цел за мене, освен преку животот кој се живее во и за синот на Твојата љубов. Затворен цитат. Значи, што може да научиме? Може да научиме дека нашата цел мора секогаш да биде Божјата слава. За тоа сме создадени, тоа е нашата причина за живот и какво задоволство, каква слава е да се издигнува највредното, најубавото, најславното, највеличественото. Зар сами ќе се издигнуваме? Мртовци кои сме грешни. Немаме ништо славно од тоа што Бог ни го дава. И третото прашање што сакаме да прашаме е зошто црквата постои. Црквата постои за истата цел. Црквата постои да манифестира Божјата слава. За тоа постои. Ако не ја манифестира и издигнува Божјата слава, подобро да затвори вратата и да не постои црква. Во Ефесијаните 3 глава, 10 стих, Павле вика:
многу различната или мултидимензионалната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата на началствата, властите во небесните места. Црквата постои со една и единствена цел, да го направи Бог голем, да покаже неговата слава на луѓето, на демоните и на ангелите. Да каже, видите колку Бог е славен, е убав, е величествен, е моќен. Тоа е целта на црквата. И ако се стреми црквата да слави луѓе, да слави некои светци, ја губи смислата на постоење. Тоа е 6-тиот стих од Ефесјаните, каде што таа секција од 3, 4, 5 и 6 стих се заокружува со благословите на таткото, за да биде фалена славата на неговата благодат која ни е дадена во возлюбениот.